Ви благодарам, почитувам председателя. Колеги пратеници, почитувана македонска јавност, навистина е парадоксално да дискутираме и да дебатираме со колегите од Социјалдемократскиот сојуз за состојбите во образованието во Република Македонија. Велам вака раководејќи се од фактите. Издржана ќе биде само на дискусија од Социјалдемократскиот сојуз, која е базирана на набројување на реализирани проекти од нивна страна. Тоа мора да биде така, бидејќи Социјалдемократскиот сојуз никогаш не понудил отчет, за да знаеме што направиле, ама и не можат, бидејќи немаат ништо направено. Само така граѓаните ќе можат да споредуваат и реално да проценуваат. За оваа тема исклучително е битно мислењето на просветните работници, кои што ги има многу во Република Македонија, мислењето на повозрастните ученици и на крајот мислењето на родителите, бидејќи тие секојдневно се среќаваат со реалните проблеми во образованието и најдобро е да направат споредба, како било порано, како е денес. Според мене, целта на Социјалдемократскиот сојуз е оваа дискусија да биде сведена на локално ниво, се со цел дел од градоначалниците да се дискредитираат. Но прифаќаме и таква битка. Впрочем, и секаква битка преку дела кога се зборува за образование, за култура, за земјоделие и за здравство. Пред да се префрлам на локално ниво, ќе набројам 20 конкретни мерки кои што оваа влада ги презеде за образованието. Се надевам дека истото ќе го сторите и вие. Прво, буџетот за образование е за 60% зголемен за 2011 година во споредба со 2005 година, односно од 200 милиони евра на 344 милиони евра. Капиталните инвестиции се трикратно зголемени, од 494 милиони денари во 2005 на милиарда и 454 во 2012. 42% од матурантите во 2006 го продолжувале образованието во високообразовни институции, а 2010 година тој број е зголемен на 96%. И конечно, стандардот на просветните работници стагнираше долг период, беа максимално омаловажувани. Во споредба со 2006 година платите се зголемени за 60%, а оние најниските во образованието за отприлика 110%. Учениците од стручните училишта предметите ги изучуваа без учебници. Навистина катастрофална ситуација. Во последниве години објавен е конкурс за 536 учебници за стручните предмети. Воведен е системот на 9-годишно образование, воведено е задолжителното средно образование, воведен е задолжителен предмет информатика, англиски од прво одделение. Според мене, многу битен проект е обезбедувањето на 50.000 клупи и 100.000 столчиња за учениците. Денес се реконструирани, санирани и адаптирани 147 основни и 71 средно училиште. Реконструкција на санитарните јазли во 371 основно училиште и 24 средни училишта. Изградени се 22 нови основни и 3 средни, а во тек изградба на уште 6 основни и 2 средни училишта. Исто така, владата на ВМРО ДПМН во 21 училиште во македонските села изгради целосно нови училишта. Намалена е партиципацијата на студентите. За споредба, ако во 2004 во 2003 година студент на стоматологија плаќа по 1200 евра партиципација, денес истиот во државна квота може да се запише само за 200 евра. Ако пресметаме во 6 години, просечно би дошло дека секој студент на стоматологија би заштедил во текот на твоето школување околу 4800 евра. Тука се и проектите за дисперзираните студии, оние кои што им овозможија на македонските студенти да не бидат изложени на огромни трошоци патувајќи во метрополата, туку да можат своето високо образование да го заокружат во рамките на универзитетите кои што ги имаат во својата околина. Конечно, мислејќи дека оваа дискусија треба да се сведе на локално ниво и доаѓам од една општина која што нема никакви обврски по однос на информацијата која што ја подели Социјалдемократскиот сојуз, би сакал да дебатирам со документи и при тоа би се послужил, значи, со надписите во еден прилепски весник. Тоа е некогаш месечник, некогаш неделник. Не пишува, значи, во овој весник за Стефчо Јакимовски, туку весникот е од еден ценет и истакнат прилепски новинар кој што целиот живот го положи на реалното информирање. Се со цел граѓаните на Прилеп да имаат една навремена сервисна информација. По некоја случајност, уредникот и собственикот на овој весник е татко на кандидатот за градоначалник во општина Прилеп, господинот Хари Локвенец, и еве, например, што размислува фамилијата Локвенец за прилепското образование. Единствено училиште со училница на отворено.
Директоре Кузевски, само до вчера зградата на основното училиште Кире Гриловски беше една од најдевастираните, најзапоставените. Што се случи во овие години, ово училиште да добие и нов лик, и нов амбиент за работа. И да го доловам најубавото, вели Локвенец. Во ово училиште во кое уште оддалеку фасцинира нешто што ни во едно друго училиште го нема ни во Прилеп, ни во Македонија. Тоа е лицеот, училница на отворена, во која Аристотел им предавал на своите ученици во преубав цветен амбиент. Понатаму во дискусијата ова ќе го поткрепам и со слики. Меѓу средните училишта, најдобро училиште во Република Македонија. Ова е средното хемиско училиште во Прилеп, гордост на нашиот град. Кога дискутираме за овие училишта, би ви прочитам уште еден наслов од овие порти. Импресијата восхитува. Ново лице на зградата, нова надворешна и внатрешна догрема, уреден влез, чисти ходници, блескави и светли училници со компјутери за секој дете. Преубаво уредена и со творби на учениците испишана аула. Долг, ама вистинит наслов. Понатаму вели: во другите броеви, затоа што континуирано се пишува за успесите на прилепското образование. Ново училиште. Гоце Делчев, 400.000 евра, првата кинеска донација во општина Прилеп. Реновирано целосно училиштето со и други плюс средства од локалната самоуправа. И вели новинарот: чисти коридори, одржани тоалети, светли училници, опремени кабинети, чувство на блискост и топлина. Ова е училиште кое што неодамна доби и уште еден проект од владата на Република Македонија, тоа е тениско игралиште, кое што ќе овозможи подобра психофизичко развивање на учениците во тој регион. Колку за информација, што кажува господинот Локвенец? Во прилепското образование за 2 години инвестирано колку за 20 години. И вистина е така. Ова е во цела Република Македонија, не е во Прилеп. Кире Гавриловски, ова е училиштето, значи, за кое што се пишува повтор, па тоа што представуваше атракции во вдушевување со лицеот. Единствено училиште кое што е отворено 15 часа дневно, 6 дена во неделата. Гордост за нашиот град. Во контрарепликите, значи, би покажал и слики за овие училишта, да можете навистина да го доловите впечатокот. Еве што вика директорот на основното училиште Климент Офрицки, впрочем во него учев и јас. Во 2005 година го начекав училиштето со очајни санитарии, немолирисани училници, руинирани фасади, дотерана дограма, училишни подови, неуредени запуштени дворни површини и слично. Почитувани колеги, не случајно ги зедов овие вестници да можете да доловите реалната слика. Ова го зборувам заради нашите сограѓани, бидејќи навистина во минатото локалната самоуправа на Социјалдемократскиот сојуз не инвестираше ниту еден денар во образованието. Би било и нормално за некоја друга општина, но не треба да го заборавиме фактот дека од Прилеп потекнуваше и заменикот министер за образование, кој што наместо да се погрижи 8 основни и 5 средни училишта во Прилеп да добијат подобар изглед, да добијат нови санитарни јазди, да добијат училишни сали, не направи такво нешто. Единствено, локалната самоуправа, предводена од ВМРО ДПМН, успеа денес учениците да бидат горди кога ќе ги посетуваат училиштата, не само во Прилеп, туку и во населените места, работниците да можат со задоволство да одат на своите работни места, просветните мислам, и оние од техничкиот персонал, и на крајот родителите да бидат задоволни од условите кои што ги имаат децата да се школуваат во овие училишта, да бидат насмејани кога ќе ги земаат од училиште и да бидат подготвени наредниот ден да ги совладуваат новите наставни површини. Овие се слики кои што ги покаже колешката Вашковска, значи нови, како денес изгледаат училиштата во Прилеп. И би сакал понатаму да дебатираме, значи, со вакви конкретни проекти, бидејќи не верувам дека има некој од пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз кој што би можел да каже барем само еден проект кој што го реализира оваа влада, не само во нашиот град, туку верувам и во другите градови, бидејќи сите потекнуваме од различни места. Ова е училиштето, значи, за кое што кажувавме дека во 2005 е максимално руинирано, со очајни и мизерни услови за настава. Денес тоа училиште изгледа вака. Ова се само дел од приликите кои што владеат во македонското образование, кои што за волја на вистината во последните 7 години доживува ренесанса. Ренесанса во сите области и од можностите на учениците, од можностите на професорите и на децата. Ви благодарам. И благодарам, почитувам председатели. Колега Макрадоли, еве го доаѓенот на македонското новинарство, со торба од ВМРО ДПМН. За него ќе гласам. Кога сме кај гасификацијата, значи свесен е човекот кој победува. Кога сме кај гасификацијата,
Кандидатот кој што ја вети гасификацијата го нема од 30 јуни. Дојде со Бранко, ни покаже еден далновод и си замина човеков. Го нема, не е појавен. Единствен начин да се гасифицира Прилеп да се реализира проектот на владата на Република Македонија и општина Прилеп да се поврзи на вториот крак што ги поврзува Неготино и Битола, се со цел да имаме поевтини енергенси. Ако има некој кој што може да ја реши гасификацијата, стручњак од Социјалдемократскиот сојуз, овакви дадени услови, тогаш повелете, а не да го пречете Хари во студиото да се едуцира за проекти кои што не се изводливи во нашата општина. Ви благодарам.